Економско-енергетската состојба во земјава не чини и за жал ќе биде уште полошо, зашто оде се не очекува уште едно ново поскапување на струјата, кое ќе биде далеку поголемо од првично најавените 10%. Ова е ставот на енергетските експерти по најавите за нов ценовен шок. Професорот Константин Димитров за Алфа вели дека државата својата неспособност ја покрива со заеми однадвор кои не чинат милиони, пари кои ќе ги платиме ние граѓаните зашто Македонија не произведува доволно струја. Лоше. Ама не берите гајле, викам, ќе биде полошо. Поскапување е неизбежно. Некои си Апсолутно. 10% за почеток. Што понатаму? Ништо. Понатаму на јасен повторно поскапување. А да имаш мир државата, твојата неспособност ја покрива со заеми од надвор, за кои што плаќаме камата, со тие заеми купуваме прескапа електрична енергија, наместо да ги истегне ушите на овие што се во производството, ако не знаат, ако не можат, да ги смени со способни луѓе и да обезбедат суровина за производство на електрична енергија кај нас е јаглен. Не се произведува јаглен. Експертите стравуваат дека ова се прави намерно со цел да се затвори, односно да се приватизира државната ЕСМ, зашто според досегашното искуство свесно било намалено производството на струја од државните електрани, како и неодговорното работење на раководството. Нарочно се прави да се направи заговар и као ќе се продаде, после принудени сме, бидејќи ќе треба да вратиме од оно што сме земале кредити, ќе се продаде на барабан електростопанство и откога ќе се продаде за никакви пари, ќе дојде некој кобајаги странец, тој веднашка ќе ги затвори термоцентралите. Тогаш народот ќе биде одран. Сега уште само го шишаат на нула, тогаш и ќе го дерат. Колку за подсетување, изминатава зима токму ЕСМ не успеа да ги задоволи домашните потреби, па во неколку наврати беше повлекувана скапа хавариска струја од европската мрежа, зашто ЕСМ потроши милиони евра кои потоа беа префрлани од државниот буџет, односно народни пари. Колкаво и да биде поскапувањето на електричната енергија, сиот товар ќе падне врз грбот на граѓаните. Енергетичарите велат дека не очекува тешка, а пред се жешка зима. Инаку за формирање на новата цена на струјата дел од енергетските компании веќе доставиле пресметки до регулаторна, но по која цена ќе плаќаат граѓаните најмногу ќе зависи од понудата на ЕСМ со цел за да се спречи големо поскапување на струјата.